За над 150.000 верници од регионот денес е преображение Господово. Христос на планината Тавор се појавил во сета негова слава пред апостолите Петар, Јаков и Јован. А кога Исус искачи на гората, неговото лице засветли како сонце, а облеката му беше бела како снег. И веднаш им се јави Мојси и Илија, кои говореа со Христа. Едниот ги навестуваше страдањата на Господ Исус Христос, а другиот зборуваше за законот што самиот Господ им го дал пред воплутувањето, што го напишал со својот прст. Традиционално на денешен ден верниците ги посетуваат Божиите храмови од длабоко верски и лични причини. Секоја година, пошто ми е роден ден и си палам свекичка за здравје. Запалиме свекички за мртвите. Инаку празникот си е преображение. Ќерката денеска е родена на роден ден и така си дојдам. Да, свекички за здравје. И кои си посад, си посад. Освен во Штип, за здравје и среќа денес се молеа и во Кочани. Дека е за многу години да си дочекате до години повеќе да се соберат, да има здравје, живот, среќа. Света Богородица мајка нека ни помогне и Господ на сите нас. Празникот е многу убав, нека ни дава среќа и здравје. Денешниот празник и наредниот Света Богородица што ќе дојде. Овој ден е многу убав. Си дојдохме за здравје, за среќа. Се пречестихме. И од сега натака нека ни дава да Боже здрави и Света Богородичка сите нека не спасева. Преображение всушност не учи секој од нас да се издигне над сопствениот тавор, да се преобрази од човек во Бог. Црквата денес не кани да ги отвориме дверите на нашето срце за таму да го населиме Бога, но и сите луѓе, да подариме повеќе љубов, да се преобразиме не само себе си, туку со својот пример и сите околу нас. Заедно со црковната кај народот се почитува и друга традиција. На преображение за прв пат во годината се бере грозје и се носи во црква, каде свештеникот по молитвата го благословува. А исто така традиционално се благослови нели лозовиот плод, бидејќи овде во традиција и во некои типици е запишано дека до овој ден не се вкусувало грозје. Освен ова, меѓу луѓето постојат и други верувања поврзани со овој ден. Се смета дека полека но сигурно ни предстои заладување, односно преобразба на природата. Лисијата на дрвјата почнуваат да венеат, а водата станува студена.